што ќе посакате. Ајде да видиме кои се нашите личности, односно која личност ја бараме оваа вечер. Добро вечер за личноста. Добро вечер, добро ни дојдовте, повелете, тоа е вашата позиција и представите ми се. Јас сум Габриел Стивел, изработувач на фонтани. Габриел Стивел, изработувач на фонтани. Одиме со личност Б. Значи, една интересна професија, многу инвентивна. Добро вечер до вас, повелете. Јас сум Габриел Стивел, изработувач на фонтани. Ево уште еден изработувач на фонтани. Одиме со личност В, повелете. Дара, научите го четивото од таму, да не сгрешите овде. Добро вечер, добро ни дојдовте. Повелете. Ве молам да се представите. Јас сум Габриел Стивел, изработувач на фонтани. Ете, така ни се представи последната наша мистериозна личност. Драги мои Горан и Ненад, имате минути и пол да испрашувате. Личност А. Името малку чудно за овие простори, па околу потеклото, ако може да ни кажете. Словенски поделот. Личност Б. Во градскиот трговски центар негде дали имате правено фонтана? Во трговскиот не. Личност В. Во лептокарија дали имате правено? Не. Личност Б. Вие? Не. Личност А. Кои материјали ги користите за фонтани? Природен камен. Личност Б. Дали се употребува гранитот? Помалку. Повеќе се употреба лискун. Личност В. Какви алати користите? Одавати ништо, скоро ништо, све со А рака. пак како ги формирате? Не ги формираме, така ги наоѓаме во природа и така Значи ги од продуваме. природен камен. Личност, каде се имате правено? Некои попознати места, фонтани, дали сме видели? Во Свети Николе, во Битола, Во Скопје имате Македонија, нешто? Во Скопје исто, да. Каде? На јавни места не, вака, приватно. Личност Б, каде го наоѓате овој природен камен Па најчесто? во околината на Скопје во него. По планините, покрај реките, така. Во околината на Скопје некој е познато наоѓалиште? На Китка, Матка, така. Личност 2 во Источна Македонија, дали има некој наоѓалиште? Па така, не баш. Има, но не баш. Тоа е одговорот. Добро, ова беше минута и пол за Ненад и Горан. Мислам дека не е доволно, ќе ги искористиме и оние нели минути и пол кои што се предвидени за Борис и за Илија. Повелете. Личност Б. Дали сте претходно обучени, односно има што образование имате завршено? Какво образование? Гимназија имам завршен. Гимназија, а факултет? Не. Личност Б самоук сте? Да. Личност Б која гимназија? Како се вика? Цветан Димов. Личност В, дали имате трема? Така. Така и така. Личност А, во кој град ви рековте имате правено фонтани? Во Свети Николе, во Битола, во Неготино. И се по приватни собственици, ништо на јавни места. Не, тоа се на јавни места. Тоа се на јавни места. На јавни? Скопје. Во Штип имате ли правено фонтани? Не. На кој место се наоѓа вашата фонтана во Битола? Или имате повеќе? Не, една е големата пред стаклената зграда, пред управната во Битола. На Во преубава. Свети Николе? Исто во центарот, кај кружниот. Фонтаната во Битола од што материјал е изработена? Од кој камен? Природен камен. Сите се изработени од природен камен. Апсолутно сите. Не користите нешто друго? Не. Само природен камен. Да. Личност Б, од кога се бавите со изработување на фонтани? 13 години. 13 години. Кој воведе во тоа изработување? Татко. Татко. Ова името Габриел, да не сте крстени по некој дедо нешто или така? Да, по дедо ми сум крстен. По дедо. Личност пак кој воведе вас во изработување? Татко. Кој? Татко ми. Татко ви. Да. Добро. Значи, Илија и Борис имате минута и пол. Ајде сега малку договорите се. И кога ќе бидете подготвени, кажете ми, не ве брзаме сега, затоа што рековме големо полуфинале. И не смееме да ги брзаме, еве ни одбројува до кај сме. Значи, одиме на 3, момци, одиме на 3. 3, 2, 1, сега. Ајде. В и Б, во ред. Ајде да видиме. Може да спуштите Горан и Ненад. Ајде сега да чуеме.
Горе ненат велат В, да. Зошто В? А не знам, некако ми се чинеше дека глуми наивност и уште од самото доаѓање натаму. Може би нема врска, но Така. така. Горан испрашуваше многу. Горан кажи зошто? Па- Мислам дека бидејќи повеќе не ви ги испрашуваше. Што знам, може би се излажав за Б, онака што го така по некој критериум го елиминирав. На старт, а беше измеѓу А и В сега. Така, значи рековте дека е тоа В, но ќе видиме. Ајде Илија и Борис. Ништо не се знае. Нормално дека ништо не се знае, зашто вие кренавте дека е Б. Не, ние ништо не знаеме, двајца. Добро. Сега в што на мене ми изгледаше дека има трема или прекрасно глуми. Во тој случај. Добро. Зашто ако глумеше наивност, одлично изглуми наивноста ми. Добро, А а се мислев меѓу А и Б, добро. некако Б ми стоеше многу самоуверен, а некако као да што знам, мислев за ама сепак Сепак. се мислев за меѓу Б или рече А, јас реков Да. ајде. Бидејќи никој не Рече рече за личноста, ајде да видиме да не токму тој е човекот кој што го бараме, дали си ти Габриел Сибел? Јас сум Благи Николовски од Скопје. Значи, не е Габриел дефинитивно. Борис вели сега ќе биде. Сега кого сега, на кого да му кажа? Ајдеме поред, ајде, личност да. Внимавајте. Јас сум Иван Шовелков од Скопје. Иван Човелков од Скопје. Дали вие досега сте правеле нешто такво, дали Да? на кој начин како? Па на работа. Работам во музеј на Македонија, работам со камени споменици. Така, Така да меѓутоа, сликам ги. добро, меѓутоа она што го бараме од вистинскиот, она што го прави вистинскиот Габриел Сибел, тоа не го правите вие, така? Односно, Делимично. на некој начин, да. На некој начин, да. Добро, тоа значи дека кај да е, можеби ќе се здружите па ќе направите нека голема компанија, дали сум Може, право? може. Зашто да не? Па се го благодарам, бевте одлично, дете гледате дека момците од екипата наша се одлучија токму за вас, тоа значи дека одлично го кажавте и го направивте она што тие го бара од вас, ги дадовте одговорите, а сега вистинскиот личност нема потреба да чита, добро знае кој е. Со години на назад е токму тој, повелете? Јас сум Габриел Стибел, изработувач на фонтани. Стибел или Сибел? Стибел, Со да. Т, Стибел, момци. Значи, еве го вистинскиот, сега доста нема време за нервози и за кајање, сега да слушнеме што има да ни каже нашата вистинска личност, значи личност В, Габриел. Рековте, поточно тој одговори во ваше име, дека имате словенечко потекло, од таму и доаѓа вашето име и презиме, така? Да. А почна вашиот татко? Да, татко ми почна пред 12 години да изработува фонтани. Прв почна во Македонија да изработува фонтани и така почнав и јас да работам со него и до ден денеска. Дали татко ти се уште активно работи? Да, татко ми се уште активно работи. Добро, ќе го поздравиме и ќе му кажеме уште многу години активно да работи. Да го разабавувате, нели, не само овој град, туку рековме градовите, односно цела Македонија. Ќе ми кажете, оно што е интересно за вас и многу битно, што сето тоа што го работите, го правите од природен камен. Ајде се го кажете од каде ги наоѓате тие камења, кој е начинот на пронаоѓање? Па вака, прво ќе кажам, нашиот стил на фонтани е наречен по мојот татко Алојс Фонтани, значи. Што се подразбира во тој стил? Во тој стил се подразбира, значи, изработка на фонтани и на делови од природа, од природни материјали без нивна обработка. Што значи, како ќе ги како што ќе го најдеме каменот во природа, тој е обработен од самата природа милиони години. Значи, не го обработуваме со никаков алат и како таков го градуваме, значи, во една фонтана и го внесуваме во една урбана средина. Така? Кој е оваа фонтана што сега гледаме? Кај се наоѓа? Па оваа фонтана се наоѓа на кружниот тек во Свети Никола. Таа е една од поголемите фонтани. Навистина е преубава. Колку време, да речеме, ви требаше да ја средите, како се вели, да ја намонтирате, кој израз го користите, да кажеме, за да ја... Па да се средите? направи една ваква фонтана, потребно е доста време, мислам доста време, оваа фонтана е работена околу 2 месеци. Значи, за да се направи нешто квалитетно, да се вклопат добро камењата, да личи на една природна композиција, мора да се работи постепено, значи да не се брза, затоа што со брзање може да се направи само некоја, значи... Да се уништи. Да се уништи некоја ѕидарија, да се направи, што не е својствена на природата. Какви други, тоа пред како правевме муавет, нешто ме прашав, што друго користите освен природен камен?
Па се користат освен природен камен се користи нели вода. И вода, добро. Се користат во зависност од Природна вода. Природна вода, да, во зависност од големината на фонтаните, нели се вградуваат пумпи кои спрема големината, нели капацитетот на пумпите. Разни видови на епоксидни смоли во зависност од тоа дали се работи за внатрешна фонтана или за надворешна фонтана и спрема тоа мислам тоа се материјалите кои се за да се поврзе каменот. Така, каква е заинтересираноста на луѓето за вакви фонтани? Па, ние веќе, како што кажав, обстојуваме веќе 12 години, значи има интерес, меѓутоа сега доаѓа значи сега се гледа квалитетот што ние веќе 12 години го држиме и сега уствари се гледа разликата од нашите фонтани до другите фонтани што се изработуваат. Така, добро, значи она што е природно, така, дали ти самиот учествуваш во барањето на камењата? Па нормално, ние Со кого? Со кого одиш обично? Па ние сме четворица луѓе кои одиме на терен, нели, и бараме разни одрони од карти, ги транспортираме, ги носиме во зависност дали на лице место, дали во работилница. Може некој камен да речеме да седи 4-5 години, пример, да не може да си го најде своето место во некоја фонтана, меѓутоа со самото време и тој ќе си го најде местото и така да... Така, значи не работите само по порачка тоа што треба, туку вие можете тој да го средите, па да причекате кога ќе треба некаде да го обликувате, да го обликувате. Она што е уште интересно е што кај вие се подготвувате за првата изложба. Па за оваа изложба се подготвуваме неколку години, меѓутоа бидејќи имаме многу работа, не можеме конкретно да се подготвиме, да. Припремаме една изложба која мислам дека ќе биде прва изложба од ваков тип во Македонија, па и пошироко. Така, кај ќе се одржи овде во Скопје или? Да, изложбата ќе се одржи во Скопје, се уште немаме прецизирано во која галерија, бидејќи тоа ќе биде изложба на собни фонтани. Така, значи вие не можете да ги соберете и да ги донесете од Свети Никола. Имаме неколку типа на собни фонтани кои нели ќе се представиме со нив на една изложба за прв пат во Македонија, значи изложба на овие фонтани. Така, тоа значи дека вашето семејство почна татко ти, па ти, па сега се надевам дека... Со татко ми нормално почнавме заедно, меѓутоа татко ми, идејата е на татко ми. Јас се уште тогаш работев во друга фирма, сега сум работен во Алоис Фонтани, галерија Стивел. И ќе продолжи оваа традиција, сигурна сум. Да. А може би е твојот другар тука како личност Б ќе ви се приклучи бидејќи има такви амбиции. Во секој случај, на сите тројца ви благодарам, на Габриел Стибел и неговата фирма Алоис, така? Фонтани. Така, Алоис Фонтани. Им посакувам и понатаму успешна работа. Работите понатаму со природен камен, нели тоа е најдоброто нешто и секако забавувајте ги нашите градови и нашата убава Македонија. Така, ви благодарам, драги мои. Доколку вие рекоте дека токму личност в е Габриел Стибел, тогаш очекувате нека дое наши награди, но за наградите малку подоцна, затоа што одиме напред со джингл и со реклами.